Со нови буџетски пари ќе се покриваат, ќе се крпат стари дупки. Со буџетот за 2018 година од прилика 36-37 милиони евра повторно од централниот буџет ќе завршат во фондовската каса на ПИО. Практично со ова продолжува трендот на сериозна зависност на исплатата на пензиите од централниот буџет. Владата, за да обезбеди форма на одржливост, некако срамежливо најави законски измени. Но дали тие законски измени ќе бидат вовед во посериозна реформа, која на нас идните пензионери треба да ни гарантира дека ќе имаме редовна исплата на нашите идни пензии, за кои сега плаќаме во фондовите. На овие теми и дилеми вечерва во студиото мои соговорници се од мојата лева страна министерката Зорица Апостолска, сега од позиција и на министер кој што е вклучен во на советодавно новоформирано тело поврзано со идните реформи ги најави во пензискиот систем, но и како поранешна директорка на МАПА стојаној регулатор во овој сегмент. Добро вечер. Добро вечер. Господинот Мендерес Кучи, стопанственик, ви благодарам од Тетово дојдовте. Добро вечер. Добро вечер. Се чувствувам вечер привилегиран затоа што сум меѓу три дами. Да, забележав и јас дека ова некако невообичаен пропорционален однос според полот. Благица Петрески, финансетинг. Добро вечер. Добро вечер, благодарам на поканата. Ова е некако вечна тема. Ја видов пред 3-4 години, токму на оваа тема сум разговарала со вас во една од моите емисии околу пензискиот систем, но сега повторно некако се актуализираше. Откако стана позната сумата дека повторно се алиментираат 35-6-7 милиони евра од буџетот до година, но и кога ги добивме оние препораки од Светска банка дека повторно треба да размислуваме за одржливост на државниот пензиски фонд. Апостолска, со вас ќе почнам. Повторно зависност. Голема сума ќе се префрли. Без оваа сума беше невозможна редовна исплата на пензии. Продолжуваат ли оние веќе видени досега политики за да се обезбеди тој мир во куќа? Со буџетски пари ќе ги алиментираме пензиите и пензионерите. Значи, пред се морам да нагласам дека во пензискиот систем дека е многу важно тој да се гледа на долг рок и дека пензиите мора да се исплаќаат, треба да се исплаќаат, тоа е најважно. Така што во тој контекст известни дотации во зависи во кој период колку мора да се прават од страна на буџетот заради редовните исплати на пензиите. Како се одвивало во минатиот период, тоа е едната страна или една приказна, а како ќе се одвива во сега па натака, тоа е веќе друг пристап. Значи, многу е битно креаторите на политиката да водат сметка пред се за редовната исплата на пензии, но од друга страна и да има еднаквост помеѓу генерациите. На сегашните генерации на осигуреници кои ќе станат идни пензионери, но и на сегашните пензионери. Така да тоа балансирање мора да се успее да се најде на прав начин. Да, еве вие практично ја најавивте дебатата, што било, кои се причините и што ќе биде понатаму. За вас двајца сакам истото прашање. Неминовно беше одвојување на нови суми на пари да се алиментира фондот и фондовската каса, па јас прашувам дали некако препознавате само континуитет во досегашните политики или можеби видовте некој друг сегмент од најавените буџетски економски политики што можеби навестуваат и некои реформи, дека нема да биде тоа само едно голо алиментирање за да ги сплаќаме пензиите и до година, па 2019-2020 ќе ме мислиме повторно. Јас се слагам со господјата Зорица, затоа што станува збор за една чувствителна категорија пензионери, за која што посебно внимание посветувале поготово политичките субјекти. Затоа што ние знаеме што значи да се иритира една таква категорија, која што и заслужено треба да ги користи тие своји пензии. Зошто е дојдено до таква зависност на пензиите од буџетските средства е прашање кое што треба и нас да не засега и новата влада. Секако во таа насока треба заеднички да размислиме и да изнајдеме решенија кои што нема да бидат популистички, ниту пак брзоплети. Да најдеме решение затоа што треба да изнајдеме брзо решение. Туку да се смисли, смислено и во консултација со пошироката јавност, тука не ги исклучувам стопанските комори, но и пошироката јавност, како и академската афела. Така, Петрески.
Јас би тргнала од анализа на тоа кои се причините кои што не доведоа до кав дефицит. Најпрво, доколку анализираме на страната на приходите кои што се во ПИОМ, може да забележиме дека приходите растат. И тоа е како резултат можеби на раст на целокупната економија. Меѓутоа, расходите од друга страна растеа побрзо од она што растеа приходите и како резултат на тоа дефицитот кој што од секогаш постоел се продлабочуваше. Меѓутоа, овој дефицит започна позабрзано да расте од 2008 година некаде во последниот период и главно може да се идентификуваат неколку причини. Тука имавме една промена на намалување на стапката на придонеси, која што е за пензии од 21% на од 21,2 на 18%, воведувањето на вториот столб и во еден значаен дел растот на пензиите. Односно, до 2008 година растот на пензиите бил околу 2,4%, додека економијата растела со 3,1%, а додека пак после 2008 година пензиите забрзано растат во некој просек од околу 6,5% годишно, додека економијата половично од тоа раст. Значи, пензиите ни растеле многу побрзо од она што економијата можела да издржи и доколку споредиме со она колкава била стапката на инфлација, во целиот овој период ние имавме релативно ниска стапка на инфлација. Така што причините повеќе се можеби како резултат на тој раст на пензиите и можеби кога ќе размислуваме за креирањето на идните решенија, треба да се осврнеме и на причините. Да, но овој раст на пензиите беше клучен сегмент во досегашните политики. Секој септември или секоја нова година имавме линеарно зголемување по 500-600 денари за пензиите и пензионерите. Секако рече Кучи, тоа се една чувствителна категорија на граѓани, а може би и чувствителна категорија на гласачи. Повеќе се манипулираше на некој начин. Јас би додал на овие сите податоци што ги добивме до сега и како искуство да ги искористиме грешките од минатото, за да не се повторат повторно, или пак на некој начин да се оправдуваме, па ние наследивме такво нешто. Да, ние наследивме такво нешто, но може да наследиме утре и иста позиција, што сега ја има минатата позиција. Значи да одиме пак во опозиција негдека и цело време стопанството да тапка на место. Но треба да се воздржиме од брзоплети ветувања, односно неосновани ветувања, а тоа има еден именител во минатото. Тоа беше популизам. Значи, буквално треба да се тргнеме еднаш за секогаш од тој популизам и да ги навикнеме, да ги научиме луѓето дека овие работи, овие процеси се бавни и се зависни од растот на економијата. Ако немаме раст на стопанството, и при тоа растот сам по себе подразбира нови вработувања, реални вработувања. Друго што има би простор и за на некој начин намалување на нелегалното вработување, односно имаме ние уште сива економија, за која категорија пак имам простор и можност како да изнајдеме решенија, но не како во минатото. Една од тие мерки токму беше во таа насока. Да, значи, намалувањето на даноците ради намалувањето на сивата економија. Да. Но не се случи тоа така. Да. Министерке, значи, она што е клучно, зборуваме за суштинска карика во економијата, пензискиот систем. Ке успели оваа влада сегашна, вие сте дел од неа, да се одлепе од тие популистички потези и да преземе мерки и чекори кои што ќе бидат одржливи. Зборуваме сега конкретно за темата пензиски систем. Не дали ќе успеат, туку мора. Значи, тоа е императив, особено во пензискиот систем, кој што пред малку нагласив дека ги засега сите. Господја Петреска и господинот Кучи допреа суштинска работа посочувајќи кон придонесот, намалувањето на придонесот во изминативе 10 години, исто така и зголемувањето на пензиите, односно усогласувањето, што секако треба да си го прати пензијата, инфлацијата, растот на економијата, меѓутоа тоа треба да се направи на соодветен начин. Тоа беа и главните причини што го генерира овој дефицит до кој што сме дојдени и треба да се справуваме со него. Така што во тој контекст како влада ние веќе донесовме, има предлог испратено до собрание, законот за задолжителните социјални придонеси, во кој што придонесот за пензиско инвалидско осигурување до следната година требаше да достигне до 17,5%. Тој паѓајќи од 2008 година од 21 па
спала до 18, сега е на 18. Категории беа скроз Да, така што сега веќе го замрзнавме да не дозволиме понатамошно опаѓање, односно со тоа да не се зголемува понатака тој дефицит. Значи претпоставувам дека во тогашниот период се целело да помогне тоа намалување на стапката, меѓутоа јас можам да кажам дека во Македонија стапката на придонесот споредено со стапките во регионот е сепак доста ниска и сигурна сум дека тоа не допринесе до некој значајна помош на компаниите во смисол на нивен раст или олеснување на околностите. Да, ова нешто ново може би е дека се замрзнува стапката, нивото на 18, за да не продолжува да паѓа. Дека нема како една од мерките за да се сопре трендот на помали приливи во фондовската каса, што ќе значи ова за бизнисот? Бидејќи таа мерка, да споменеме само еве и Петрески да се потсетиме, една од интенциите на таа мерка беше да се стимулираат нови вработувања. Тоа значи вие како бизнисмен со пониски давачки кон државата за вработените требаше со тие пари што ви се ослободуваат да отворите нови работни места да креирате. Сега се замрзнува таа стапка. Јас го реков и у старт, дека таа мерка даде краткорочни ефекти и беше за очекување. Ние во бизнисот бевме имате ли што против да се замрзне стапката сега на дури ако владата не се држи до на некој начин, еве се плашиме или пак ќе биде контра од тоа што сме ветувале покачување на одредени даноци или еве придонеси, ние како стопанство сме биле секогаш флексибилни. Ако гледаме една насока на која што треба да се движи и кај што треба сите да партиципираме или понешто да жртвуваме од нас, ние би биле согласни за зголемување на одреден дел на стапка, затоа што станува за една наша иднина во тоа. Значи вложуваме во самите себе на некој начин. Да, но тоа да не се прекрши на крајот на вработените со намалување на плати поради тоа што ќе се зголема даноци. Ние пред малку реков кој беше ефектот на намалувањето на даноците. Значи краткорочен беше. Тоа подразбираше, ако јас сум имал 10 вработени, од тие 10, 8 само сум ги пријавил, 20 не. Тоа беше стимулативно за да ги пријавим уште тие 20. Но и тоа е некако фудал. И тие влегуваат значи во официјалната економија. Значи даде одреден резултат. Но не она на која што треба да се мисли дека утре ќе имаме една многу подобра иднина. Да. Јас поинаку би го гледал тоа прашање. Значи не можеме да гледаме мерки само во тие стапки на придонесите што се зголема. Затоа што и треба да гледаме во која кондиција ќе ни биде целокупното стопанство. Така, едно поедно од Петрески коментар околу ова замрзнување на стапката, нивото на придонеси. Доколку започнахме да ги анализираме потенцијалните решенија мора да ги анализираме на краток рок, што би можеле итно да направиме и што би можеле на среден рок. Она што може да го направиме на краток рок е можеби во оваа насока. Замрзнување во моментот и на придонесите, меѓутоа и замрзнување и на растот на пензиите. Така што тие се некои краткорочни мерки кои што ќе дадат благи подобрувања. Но нас на пензискиот систем за да го санираме тој дефицит, нас не се потребни поструктурни реформи. И во моментот е позитивно што тие структурни реформи не се адхок решенија, не се инстантни решенија, туку потребно е да се направат детални анализи, се со цел да видиме повеќе засегнати страни како ќе реагират. Односно, како тоа ќе се одрази на идните пензионери, како тоа ќе се одрази на сегашните вработени и како тоа ќе се одрази на целокупниот буџет. Затоа што доколку сакаме да дискутираме за одржливост на пензискиот систем, ние мора да ги анализираме какво ни е старење, каква во иднина ќе биде проценката на старење на населението и во моментот имаме одредени индикатори, меѓутоа може дополнително да дискутираме околу тоа, како е поставен пензискиот систем, односно кога ќе започнеме да ги чувствуваме ефектите од вториот стол. Потоа исто така да анализираме каква ни е старосната граница и дали може ние да издржиме повисока старосна граница и тука се износите кои што се исплаќаат од буџетот. Затоа што во моментот оној износ кој што се исплаќа од буџетот за да се покрие дефицитот на пензискиот фонд е некаде 25% од вкупните расходи. Тоа е еден сериозен износ кој што ако ние започнеме постепено да го олабавуваме, ќе може да имаме многу повеќе средства кои што можеби ќе поттикнат и економијата преку поттикнување на вработување, меѓутоа и можеби некои покапитални проекти.
Така што отприлика во таа насока треба да се движат размислувањата за една поструктурна и посериозна реформа на пензискиот систем. Да, но ова што го најавивте апостолска дека ќе се замрзне стапката, тоа е како некоја превентивна мерка во идно време предпоставена. Да не се предлабочува дефицитот, да се стабилизира. Еве ги отворивме пензиите. Една од мерките да се запре растот на пензиите. Како ние сега ќе им објасниме на оние колку се 200-300 илјади гласачи дека нема да добијат повисоки пензии? Ако дозволите. Да, предпоставувам дека секако господи Влагица не мислеше дека тие треба да запрат, да не се Не, апсолутно. Туку да не се покачува со адхок некои решенија, нели да се навратиме и на претходниот популизам. Во секој случај тоа треба да се одвива согласно растот на платите, растот на трошоците на живот. Значи, како расте економијата, така и ќе се зголемуваат, терминолошки тоа се вели ќе се усогласуваат пензиите, така што во законот си е тоа регулирано доста соодветно, баш на начин да го следи тој раст и веќе владата почна да си го применува тоа како решение, кое што треба и да си остане и долгорочно. А згоре на тоа, па тоа решение си го дава на секој, бидејќи пензиите што се? Тие се всушност уплата на придонеси од платите. Значи мора да го рефлектира и висината на платите и да нема урамниловки во тие индексирања. Така што ценам дека веќе се прави тоа во пракса, така да нема тоа да креира и такви идни трошоци, односно ќе помогне во апсолвирањето на дефицитот. Јас мислам дека и во минатото постоеше на некој начин кога стануваше збор за покачување на плати. Не се водеше сметка за сите категории подеднако, затоа што се водеше процентуално. Процентот значи на тој што добива малку поголема пензија, ќе добие уште поголеми пари. Додека на тој што има помала основа, добива малку помалку пари. И додека стандардот е тој што определува, значи потрошувачката кошница, ако треба за 200 денари да биде по-голема, значи покачувањето треба да биде линеарно за 200 денари, не процентуално. Затоа што тогаш добиваме еден уште поголем јаз во самиот фонд за кој што дебатираме и зборуваме. Додека кога станува збор за мерките, тие мерки кои што требаше одма да се донесат, да, треба да се завземе став и да се нешто превземе. Но јас мислам дека влада треба да размисли на една насока, а веќе ја мислам дека со тие контакти што ги имам со одредени луѓе, дека се на таа насока, каде што планираат нешто среднорочно, што подразбира дека една влада може да го прогура тоа, но и долгорочно, кое што не мора да значи дека таа влада ќе ја заврши. Значи и во идни влади некои треба да се има предвид затоа што ова чувствителна категорија. Сакаше Благица да се вклучи? Да, јас само да дополнам уште еден значаен индикатор, а тоа е колку пензиите имаат улога за намалување на сиромаштијата. Се уште пензиите ја намалуваат сиромаштијата за 15,9 процентни поени. Доколку не би биле пензиите, сиромаштијата би била 41,6%, тие ја намалуваат за 15,9 процентни поени, а социјалните придонеси ја намалуваат само за 3,9 процентни поени. Така што се уште пензиите играат еден значаен бафер за сиромаштијата и го одржуваат се уште животниот стандард. И ние треба многу внимателни да бидеме во насока во иднина како ќе креираме реформа кај пензискиот систем. И дефинитивно пензиите треба и понатака да се исплатуваат редовно, меѓутоа од аспект на растот на пензиите треба да се запрашаме и на следниот начин. Моментално во буџетот го полнат сите граѓани. И оној граѓанин кој што во моментот не работи, кога оди во продавница и кога купува, плаќа ДДВ и тоа ДДВ оди на страната на приходите во буџетот, а од друга страна корисници на тие средства се само оние кои што потенцијално во иднина моментално се пензионираат и земаат пензии и оние кои што во иднина ќе земаат пензии. Така што тука треба да го поставиме и прашањето, дали е ова фер начин? Дали е во ред оној кој што никогаш нема да зема можеби пензија да уплатува и да придонесува во фондот за да се исплатуваат пензии, да растат пензии на оние кои што моментално земаат пензии. Така што повеќе е играта околу тој раст на пензиите повисок од она што може да го издржиме како економија генерално. Да, најавени се законски измени, еве едно од решенијата краткорочни ги спомнавте околу замрзнувањето. Сакав на крајот од дебатата да завршиме што би
Значи ли тие законски измени дали ќе бидат увертира во некоја посериозна реформа, но директно ќе ве прашам дали дел од тие законски измени, верувам дека имате увид, може да биде и поместување на старосната граница за пензионирање. Па не бе, јасно треба да кажам и ќе кажам дека сега владата не е фокусирана на тој чекор, значи се работат на други мерки, се прави анализа која што треба да биде како една добра платформа, односно добра база врз основа на која ќе се изградат тие законски решенија, но секако се работи на мерки кои што не опфаќаат зголемување на старосната граница. Како бизнес, што мислите за ова, Благица, и вас ве прашувам, затоа што во последно време некако тивко пополекано ќе се актуализира прашањето за зголемување на старосната граница, приближување до европски стандарди и повторно пак ретерирање имаме. Како бизнес, што мислите? Јас би рекол дека не треба да измислиме ние топла вода, таа е измислена. И ние треба да ги гледаме само кои се позитивните и негативните страни на тие решенија што Европската заедница веќе ги вовела и ги применува, и гледаме и кои се, да речеме, во северот тие ефекти, да речеме во поразвиените земји, како што е Норвешка, Шведска, не знам што, или па да се симне во една стабилна Германија, или пак во една Италија и Шпанија. Сите се овие делови на Европа, каде што овие работи не се подеднако со ист ефект. Но јас мислам дека нашата концентрација треба да биде насочена кон нешто по долгорочно решение. А тоа значи како пак да се вратиме на проблемот на вработувањето. Како да ја намалиме таа ставка на невработеност, која што подразбира дека имаме нови луѓе кои што ќе работат на реалниот сектор, зборувам, не само ајде сега ја мислам бараме цело време ни како стопанство и решение, како и досегашните ајде да речеме административци ги прешалтуваме во една поуносна работа која што ќе даде некој ефект. Така. И при тоа да дојде до зголемување на тие плати на тие административци кои што делат, а не работат ништо. Да, Благица. Од друга страна, да. значи не завршим со и вработувањето во реалниот сектор, кој што ќе генерира нови вредности. Но за да пак крајно има еден заеднички именител, а тоа е еден раст на економијата, кој што е базична за сите работи. Сето ова, ако не води кон овие две работи, ние нешто што би го нарекол јас како шминка или мекап. Козметика заради чувствителни моменти, не знам што, значи краткорочни решенија. Ние треба да гледаме долгорочно, а долгорочно само вака, ако го насочиме нашето гледиште, ќе имаме и економски политики. Имаме ефекти, да. Инаку другото би било нешто крпи, додај, одземи и ништо ефективно тоа. 64 години или како беше старосната? 64. Во секој случај се согласувам со она што господин Кучи го кажа, дека на долг рок ние мора да водиме сметка како да ги изголемиме значајно бројот на вработување и на тој начин да започне да се полни пензискиот систем. Меѓутоа, не смееме да чекаме туку така само да се случи и да го чекаме тој долг рок. Дефинитивно на пензискиот систем му треба позначајна реформа. Ние во моментот како Finance Think работиме на анализа, каде што се надеваме до крај на месец декември дека ќе имаме конкретни резултати, кој е она најоптимално решение од аспект на дали да расти границата, дали да се покачуваат придонесите, дали да бараме некои хибридни решенија и измеѓу решенија, каде што да видиме кои ќе бидат ефектите и врз моментално вработените и врз идните пензионери, меѓутоа и врз буџетот. Но кога зборуваме конкретно за покачување на границата на пензионирање, мора да бидеме свесни дека ние не сме ни Германија, ние не сме ни Шведска. Животниот стандард кај нас е многу поразличен од оној што го имаат и што го живеат луѓето во развиените земји. Тоа значи дека кај нас се уште населението работи како во трудоинтензивни сектори и веќе на 64 години треба да се запрашаме колку тоа население е продуктивно и колку може дополнително да придонесе за тоа да имаме една додадена вредност на она што го произведуваме. И дали тоа население најпрво ќе може да издржи дополнителна година на работа. Така што ние во нашите модели испитуваме и кои ќе бидат ефектите, точно колку една дополнителна година ќе се одрази врз тој квалитет на живот на едно население, вклучено и на здравството. И еден втор аспект, кој што не смееме да го забравиме, се уште кај нас
таа постара генерација се уште помага на помладата генерација преку чување на деца, помош во домаќинството, каде што во услови кога немаме доволно и финансиски средства, можеби младата генерација за дополнителни ангажмани на жени, тетки или несоодветни услови, можеби во градинките, и текако е од помош таа дополнителна помош од повозрасната генерација. Така што сите избрзани решенија не се добре дојдени, потребно е да ги анализираме работите од повеќе аспекти и можеби да бараме некое оптимално и средно решение каде што тој товар помеѓу идните пензионери и моменталната генерација некако би бил поделен. Апостолска, се направи ли некои анализи, нешто пред да се тргне во некои промени? Пред да одговорам на прашањето, сакам само да се надоврзам на претходната дискусија. Значи, пензискиот систем си е значаен, сам по себе опфаќа, значи, многу генерации осигуреници, пензионери, членови во прв, во втор столб. Меѓутоа, тоа не може да се гледа изолирано, нели, од севкупната економија. Доколку економијата тргне во раст и има добар раст, сето тоа влијае на добрата уплата на придонесите на фондовите, не само на пензискиот и на другите фондови, на фондот за здравство. Така што сакам да потсетам само, односно да нагласам дека во изминатиот период нели беше најавен оној пакет на економски мерки за раст на економијата, така што ценам дека тоа ќе придонесе доста во подобрување на состојбата со уплатата, со придонесите, самиот раст ќе го повлече тој момент. Така што ценам дека тоа е многу битен елемент да се гледа големата слика во целата економија. Го чував и ова како прашање, затоа кучи пред малку сакав да ве прекинам околу делот на вработувањата и како тие да се поттикнат. Сакам да ми одговорите, значи дали се направени некои анализи. Најавени се законски измени, па дури и од Светска банка ги најавија тие законски измени дека се во тек. Некаде прочитав детали, ова е став од Министерството, претпоставам и дел од Советот, корекција на процентите за определување на висина на пензиите и начинот на кој пензиските друштва ќе ги инвестираат парите. Како можни интервенции? Што значи ова? Еве, Благица спомена потребни се реформи и кучи. Сите знаеме дека потребна е на реформата веќе реформа да се направи. Од каде ќе се почне? Видите, не може 10 години да не се прави ревизија, значи на систем. Тоа не се 10, тоа се 20 години, но затоа што се јаде помалку. Значи тоа е на нормален процес кој што постојано треба да се анализира и да се подобрува секако. Не може пред 10 години се да се осмисли и да тоа трае со сите околни индикатори, било економски, било демографски. Значи во времето кога се дизајнираше оваа структура на реформата со повеќе столбниот пензиски систем, во тоа време беа едни демографски индикатори, други економски показатели, други обкружувања, така што со текот на време дојде до нивна промена. Треба тоа секако да се следи. Затоа се потребни, велам, тие анализи и ние, како што споменавте, во Советот, кој што е специјално значи основан за следењето на пензискиот систем и за неговото подобрување, за неговиот развој, значи од тие анализи ќе произлезе, ќе биде тоа добра основа и една платформа на сет на мерки кои што најверојатно некои од нив ќе произлезат и со законски решенија. Така што очекуваме некаде тоа да заврши до крајот на годината и од јануари па натака да се работи веќе на измените. Нешто што можам, еве што веќе сме го осознале, значи рековте околу инвестирањето, да, значи се размислува и потребно е. Тоа требаше уште и порано да се направи, но добро е што се детектира дека инвестирањето со тек на време почна да зрее системот и сега сите што се членови се со разни возрасти. Некои се постари, некои се помлади, така да и нивното портфолио кај што ќе се инвестира, инструментите во кои што се инвестираат средствата нивни од нивните сметки,
треба да се прилагодат и на возраста, значи треба да се понудат таков избор на членовите, односно некои да ги наречам така ги викаме мултифондови, но тоа се всушност ако е некој повозрасен може да си одбере портфолио со по-конзервативни, по-сигурни инвестирања, ако е некој помлад може да си дозволи со некои смели инвестирања, значи тоа се разгледува, пензионер. Тоа се размислува. Потоа исто беше разгледувано и ако се сеќавате пред минатата година, а и во текот на оваа година стана едно големо прашање за навременоста на уплатата на средствата од Фондот на пензиско-инвалидско осигурување како главен собирач на тие средства и дека ги распределува во вториот столб тие средства со тоа што се обелодени тоа доцнење односно ненавремено префрлање на тие средства. На таа тема доста се разговараше институционално, се работеше, се усогласува евиденциите, некаде кај некои случаеви самата евиденција добиена преку М1Н2 при пријавувањето поради некои грешки што може би довеле од технички грешки до средствата да не се исплаќаат, меѓутоа има и веројатно некои други причини, не можам, јас не ги знам тие причини. Грешки можеме да ги простиме, прашање како осигуреник кој ќе преземе одговорност или дали размислувате за законско решение, значи тој што не ги префрлил навреме моите пари и јас при тоа губам тука во камата, во инвестирање, дали ќе се понесе одговорност? Во тој дел какви би биле или дали се размислува? Секако треба да се размислува за една сигурност, да се чувствуваат значи членовите сигурни, но она што секако тоа едно со друго си е поврзано и оди заедно. Она што сакам сега да го нагласам е тоа дека веќе од септември навака после сите тие чистења и усогласувања средствата течат, се уплаќаат редовно, така што тоа и не би смеело да биде поинаку. Значи, едно е не би смеело, друго е законски да се изнајде решение, како тоа да се казва, како да се удира некому по раце, да не чепка во тие средства. Значи. До таа насока ја свати дека му е најнета поентата. Така, да имаме одговорност затоа што, навистина, тогаш би било безсмислено да двоиме средства од нашите буџети, сметајќи дека тие пари се на некој начин и нашата иднина. Затоа што ние знаеме дека овие средства што сега ги двоиме по основ на задолжителни средства за ПИОМ нема да бидат доволни за еден покомотен живот во нашата, да речеме, нашето пензионирање. Така. Политиките на вработување ги спомена Кучија и вие во овој крупен економски поглед за следната година. Минималната плата и тоа исто помага во подигањето на автоматски тоа го повлекува и уплатата не придонеси на таа основица. Сакам да прашам едно прашање, и вие бевте дел од МАПАС. Како да го објасниме оној феномен на пазарот или како да го кажам? Значи ние имавме раст, голем раст и стимулирање на нови вработувања. Повеќе од 100.000 вработувања беа генерирани во изминатите години, а од друга страна слабе е кондицијата на фондот. Спомена Благица дека на расходната страна имаме зголемени трошења, но тие нови вработувања не ја зајакна позицијата на фондот и зошто сега идните нови кои што би ги генерирале би ја зајакнале? На приходната страна се забележа зголемувањето, меѓутоа расходите растеа многу позначајно од она што растеа приходите. Така што може би оној износ меѓу приходи и расходи. Да. Значајно беше вработувањето, меѓутоа нас не треба многу посериозно вработување. Нас не треба поголема маса, се уште кај нас стапката на вработеност е 21%. Нас не треба оваа стапка драстично да се намали за почеток и како второ, најголем дел во моментот од вработените се во оние нископлатежни сектори. Ние редно време е да започнеме да размислуваме за да ги поттикнуваме и стимулираме оние сектори кои што ќе бидат повисоко платежни. А колку на мерка на даночни ослободувања кај одредени бенефиции што им ги дававме на странските инвеститори, нели беа ослободени од плаќање на придонеси на давачки, колку тоа влијаеше во оваа крупна слика? Во моментот ние немаме точни податоци за да идентификуваме колкав е износот на вработени лица кои што не придонесувале во фондот. Така што не би можеле политика, сакам да речам една оценка. Во секој случај придонесите мора да се плаќаат, може да постои стимулирање на некои други делови, меѓутоа придонесите како такви мора да се плаќаат.
Јас подамно го делам истото мислење. Значи, по основ на неизедначеноста меѓу некои привилегирани инвеститори и некои што цело време придонесува за да некој дојде на готове да биде само привилегиран затоа што е бренд или не знам што, или пак за сметка на растот на стопанството преку зголемен увоз и преку многу минимално зголемен извоз. Буквално тоа се случува. Значи, ние треба да, пред малку и реков, кога бевме надвор, нели, на сегашната влада е доволно да гледа кај грешиле во минатото, каде грешеаме во минатото, има доволно поле за работа, да не ги повторува истите грешки. Значи, буквално треба да се една за секогаш избие од глава начинот на привлекување на инвеститори кои што ќе доаѓаат само ради бенефиции. Треба да се размисли на друга тема, на која што упорно бегаше минатата влада. А тоа е стабилизирањето на земја. На чекори кои што веќе сегашната влада ги даве, веќе имаме и конкретни раздвижувања на нештата. А тоа е зачленувањето на нашата земја во НАТО алијансата, стартно која што ние спремна и готова, а за Европската заедница па ни требаат одредени услови да ги исполниме кои што се во наша полза. Таму немаме пречки од нешто друго. Значи имаме пречки затоа што се уште правото ни е никаде, се уште не сме во чекор со конкуренцијата, се уште самите ќе се изгубиме. И да не примат утре, ние сами нема да можеме да обстоиме во таа заедница. Затоа што не ги исполнуваме, намислина не сме спремни се уште да конкурираме во тие пазари. Апостолска, ги спомнавме вработувањата, повторно се враќам на таа тема. Во буџетот до година, колку беа Мендерес, околу близу 1 милиарда беа и за домашниот бизнис, смислам, пари резервирани, милиарда денари и за странскиот и за домашниот бизнис како форми на поддршка. Колку долгорочно или среднорочно го проектирате ефектот од новите вработувања, кои што треба позитивен да биде врз промени позитивни во пензискиот систем? Секако тоа треба да даде, значи, освен на краток, но повеќе и на среден рок, затоа што, како што споменав и пред малку, влијанието на економскиот раст си го подобрува и приходната страна, не што рековме што е клучно, приходната и расходната страна од пензискиот систем, така да со овие пакет на мерки очекуваме и сигурни сме дека тоа ќе даде таков ефект, со тоа што треба сега исто, нели, да се работи на расходната страна, што впрочем го споменавме во неколку наврати, што значи трошоците за пензискиот систем, во која насока да одат, колку да се зголемуваат пензиите, така што тоа се два важни клучни параметри кои што или ќе го продлабочуваат јазот, или ќе успеваат да го намалуваат. Сега ми текна една изјава, Благица, ќе ти оставам простор на, мислам дека беше на академик Абдулменав Беџети, неодамна пред година, 2 дадена, вака вели, по мои проценки ни се потребни 200.000 нови вработувања, за да можеме да го амортизираме она што сега недостасува како ново вработување и елементирање на придонеси во фондот. Може би тие проценки се и до некаде точни, сакаше Благица? Да, на долг рок ние може би немаме многу простор да интервенираме на расходната страна. Затоа што на краток рок во ред ќе ги стабилизираме тој пораст на пензиите, меѓутоа бројот на пензионери како што се зголемува, вие мора да исплатувате пензии. Така што на расходната страна и не е просторот толку многу голем за игра, може би потенцијално доколку благ пораст има на границата за пензионирање, меѓутоа она на што треба да се фокусираме е точно на приходите, затоа што на расходната страна видите што покажуваат резултатите. Ако коефициентот на зависност, каде што населението над 65 години во однос на работоспособното население било 15% во 2000 година, проекциите се дека во 2040 година овој коефициент на зависност ќе порасне на 34%. Значи Тоа значи дека нашето население старе и бројот на пензионери ќе се зголемува дополнително. Така што на долг рок ние мора да изнајдеме начин како да ги зголемиме приходите. Најбезболно решение е преку стимулирање на вработувањето, меѓутоа и стимулирање на повисоко платежни места. И нормално можеби една од опциите ќе биде и пораст на стапката на придонеси. Да, ова кога вели Благица стимулирање на вработувањето, па тука доаѓаме до онаа друга тема и демографска малку, па миграцијата, па иселувањето на нашата работна сила. И тоа предпоставам дека има влијание и поместување предизвикува на вкупниот пазар на труд. Професорот Чукаров
вели дека следните 2 години можеби ќе дојде до лабавување малку на овој притисок, бидејќи тогаш ќе започне да се исплаќа еден дел на пензиите што ги плаќаме тој процент во вториот пензиски столб. Добро вели, проценува, прогнозира професорот? Па добро, да, суштината добро ја објаснува професорот. Сега тоа сепак за година-две мислам дека треба да е подолг тој период. Меѓутоа, заради таа причина за долгорочна стабилност се правеше таа реформа со воведување на повеќе столбен пензиски систем. Тоа значи растеретување на обврските само од да не паѓаат на товар на државниот, само на првиот столб, односно да се подели и исплатата на пензијата и од вториот столб. Тоа е процес, така што секако сме во таа насока и тоа ќе си го даде на долг рок својот резултат. Штом ќе узре системот, значи во актуарските проекциите се проценило дека тоа некаде околу 2030 година би требало да се смета целосно зрел системот, што значи дека веќе после тој период исплатата на пензиите од првиот столб нема да е во толкав обем, ќе биде растеретен за сметка на исплатата на пензиите од вториот столб. Така да тоа е поентата што професорот и јас го следев деновиве неговото анализирање, така да предпоставам дека тоа беше поента. Малку чуден насловот дојдел дека сумирачка ќе се намали притисокот. Малце беше тоа извртено дека тоа сумирачка. Всушност тоа беа по старите генерации кои што веќе се само во прв столб, тоа беше што така беше истолкувано. Да, Лорица. Ќе се растеретили малку? Па да. Смирате економски? Да, очекувано. Јас гледам тука една неминовност на трошење на буџетските средства токму за ова намена. Но прашањето би го насочил од кои позиции на буџетот ќе може да се администрира малку подобро, за да не се чепкаат средствата на капиталните инвестиции. Туку да гледаме малку кај може да се заштеди во буџетските средства и истите да се пренаменат од другата страна, да покриваат дупки во пион. Една од чекорите тоа би било. И тоа со конкретен пример треба да се гледа да биде промотивна од оваа влада. Ќе кратиме да речеме од нашите дневници, ќе кратиме од нашите патувања, ќе кратиме од нешто што нели слушнавме и се изнаслушнавме доста во минатото. Значи буквално треба еден фокус во овој сегмент, а при тоа да не се чепкаат средствата кои што генерираат вредности. А тоа се капитални инвестиции кои што се на некој начин локомотивата што треба стопанството да го движи на. Добро, имавме проектирани капитални годинава над 400 милиони, нешто повеќе мислам за 5% во однос на годинашните. Мало е тоа, но сепак 10%, нешто повеќе од 10% од сите тие средства да се усмерат на капитални инвестиции е малку ако тежнеме кон еден поголем развој. Добро, како утеха, ако може да биде на бизнисот и на граѓаните, се скрати од онаа ставка позначено стоки и услуги, таа што беше спорна. Јас сепак од еден друг аспект го гледам ова решение кое што господинот Кучи го кажува. Ние ако имаме еден сериозен проблем, кој што со години и години ни го црпи, ни го истоштува буџетот, ние не треба да бараме решение да го покриваме и да го крпиме тој проблем од други ставки. Напротив, треба да се решиме со проблемот. Во моментот, ако тој дефицит во пензискиот систем ни е огромен товар на буџетот и ни представува ограничување за итен раст, дај да преземеме некои сериозни структурни промени, каде што во следните 5 години ќе ослободат значаен износ на средства кои што ќе бидат инвестирани во инфраструктура, ќе бидат инвестирани во капитални проекти, во образование, здравство, во оние сектори кои што нас на долг рок ќе ни обезбедат и повисока продуктивност и на пазарот на труд може би ќе подигнат вештината на оние кои што се образуваат, меѓутоа и ќе не поврзат затоа што инфраструктурно ние се уште релативно лошо стоиме. Се уште компаниите, бизнис секторот од аспект на технологија, од аспект на иновација, од аспект на истражувања, релативно ниско сме и ние доколку сакаме на долг рок да излеземе од оваа моментална ниска развиеност, ние мора да ги решаваме проблемите, а не да ги крпиме преку некои да скратиме од ваму, да скратиме од таму. Сепак, колку и да кратиме, еве дури цело време се на удар тие трошоци, патни трошоци, тоа е релативно мал износ. Но голема е пораката, Благица. Пораката е во ред. Јасно, пораката е во ред. И треба можеби да се кратат. Меѓутоа, колку и да кратиме, тоа се мали износи за да ја покриеме дупката која што ја создава
трансферите кон ПИО. Дека за десетици милиони евра. Каков ни е соодносот последно што прочитав, 1,8 Да, 1,8 спрема 1 пензионер. 1,8 што осигуреници према еден пензионер. Колку е одржлив овој сооднос и дали ово е по некои европски стандарди сооднос? Да, овој сега на краток и среден рок е одржлив, така да слично е кај другите земји, но треба да се работи тој да не паѓа, туку напротив да се одржува евентуално и да се зголемува. Да се зголемува многу нема да може, затоа што знаеме демографијата каде оди, но добро е да се одржува тој процент. Односно да не завзема расходите на пензискиот систем, односно како трошоци, голем процент од бруто општествениот производ. Сакав да ве прашам повторно, дали е европски стандард како сооднос 1,8 осигуреници на еден пензионер? Јас за нашите прилики можам да кажам дека тоа е некоја таргетирана, значи таргетиран сооднос. Претходните години се движеше некаде околу 1,6-1,7, значи сега е веќе 1,8, така што ценам дека тука треба да не паѓа под тоа. Така, овдека веќе ми сигнализираат од режија. Зависи нели какви се демографските структури во секоја земја. Демографската структура на населението, тоа е исто битен фактор кој влие. Да, факторите веднаш Благица веќе на почетокот ги наброја. На тој процент сакам да кажам, на тој сооднос. Овдека, почитувани, ќе направиме кратка пауза и одиме кон завршницата на дебатата. Да, продолжуваме со дебатата. Последните 10 на 12 минути ги исцрпуваме. Апостолска, со вас технички, може ли да подобјасниме малку? Ја најавив дека од вториот пензиски столб ќе започне за некоја година исплатата на првите пензии. Технички тоа што значи? Кој прв може да очекува каков дел од тој фонд? Значи, пензијата за која ќе дојде да се исплаќа од вториот столб, таа ќе се исплаќа и од вториот столб, тоа е за по генерации кои што биле постари во моментот кога се одлучиле да влезат во компонентата на доброволни. Нели имаше 2006 година една група на родени, една група кои што биле вработени до 2003 година можеа да влезат доброволно, да проценат според таму индикатори кои што беа достапни, колкава е платата, возраста, сето тоа беше од
беше како важен фактор при одлучувањето, така да таа генерација веќе може да се очекува во скора иднина да добиваат но тоа е само од како сегмент од тој вториот столб. Исто така ќе добива и од првиот столб, а во третиот доколку некој се зачнен. Да, а третиот каква е состојбата? Таму обично го викавме за богатите. Третиот столб за побогатите. Повеќе средства да одвоиш за да одвоиш за таму да си. Состојбата каква е? Кога се лансираше, значи воспоставување на третиот столб, точно така многу често се коментираше на богатите, меѓутоа јас не би рекла дека е баш само така. Тоа е некој што сака да има повисока пензија, добро, тоа е едната група можеби на заинтересирани членови, но исто така тоа може да биде како добра опција и за членови или осигуреници кои што би сакале да членуваат во третиот столб, кои не се во задолжителното осигурување, а сака да си обезбедат некоја пензија, така што тоа се однесува баш добро и за таква популација. Таму во заводот и додал, доста скромно се развива третиот столб. Според мене ценам дека треба малку една поагресивна кампања, финансиска едукација на луѓето, но и самите состојби кои што беа до сега, можеби, треба да има подобар стандард, но и они што не се осигурани, доколку повеќе тоа се повторува како можност дека е достапно на граѓаните, можеби ќе го користат повеќе. Тоа повеќе се однесува на пензиските друштва што ги менаџираат тие фондови, дека треба малку повеќе да потсетуваат за тоа дека постои како инструмент за некое идно осигурување кое што може да си даде и уште повисока пензија, или ако не е во задолжителното да си обезбеди пензија. Само информација доколку располагате, состојба каква е сега со фондовите во вториот столб, приватните, со колкава сума на пари располагаат и какви се стапките на раст на приноси? Значи, имате ли воопшто, воопшто не беше договорено ова прашање, чисто доколку имате информација? Значи, растот на приносите е доста сличен и однесувањето на самите две друштва, односно инструментите на инвестирање се доста слични, така што тука нема некоја голема различност или предност дали едното друштво мислам тоа е поентата, тоа е многу важно, дали во едното друштво повеќе ќе успее да оствари некој поквалитетен инвестиционно вложување за разлика од другото. Инструментите се ограничени, ќе треба да се работи и на тој дел, така што слични се приносите. Нема некоја фаворизирање на едното или на другото друштво. Нема да ми се наудите ако ве прашам дали давате пари во третиот пензиски столб, Благица Кучи? Јас би од тука ве уверувам дека нема кој не сака, но една е желба, друго е можност. Секако јас сакам, зашто да не? Секако, доколку имате еден пензионер што ќе ве држи дома, нели, ќе партиципира со својата пензија, па да види тој износ да го одводе за третиот столб. А не да лобираме за зголемување на пензиите. Но вие ќе бидете задоволни доколку вашите повозрасни дома пензионери ви ги чуваат само и децата. Така да мислиме на иднината да повеќе работиме и повеќе се посветуваме на создавањето на нови вредности и при тоа да го менуваме целокупната економска состојба кај нас. Да не влеземе више во тие води на привлекување на инвеститори кои што ќе бидат привилегирани со тоа што нема да плаќаат придонеси во земјата, туку обратно. Тие што навистина ќе гледат во нас квалитетна, сигурна земја, каде што владее правото, каде што има и добра не само клима, туку и работна сила, едуцирана, која што за жал се помала и помала е. Дури на таа тема имаме и замерки ние, затоа што идната влада треба многу сериозно да се посвети на ова тема, а тоа е образованието, кое што за жал продуцира хаотично кадрови, без некоја смисла каде води сето тоа, но по секоја цена, ајде, мора некој да, пошто нема, може да се завработи, нека има индекс, па нека заврши факултет било кој, и при тоа да имаме уште еден академик кој што, да речеме, е невработен.
Значи, Оваа тема куче, вие сте константа од првиот до последниот ден на тема странски инвестиции. Гледам секоја можност барате за да ја актуализирате. Да, поентата вие свативте, но не ми одговоривте, имате желба да давате пари во третиот, но не сте осигурени. Но не затоа што туку и прашањето е друго. Што ќе добивам од тој фонд? Значи, до скоро ние гледавме дека не гледам ни голема сигурност ни во вториот столб, кој што може да се злоупотреби. Прво треба од нашите глави тоа да се разбие, дека нема можност овие пари кои што се двојат на тие фондови да се злоупотребуваат. Туку тие да се мултиплифицираат по една нормална ставка, која што и во европските земји негдека е од 2 до 5%, не е поголемо, и да се следат тие трендови. Но никако да останеме и без тие. Благица, има време да ми одговориш на прашањето? Да, и како представник на младата генерација, јас најпрво би сакала да го видам првиот столб како здрав и силен столб и се надевам дека најголем дел од мојата пензија која што треба, имам уште време да ја одработам, ќе го земам од тука. Исто така како представник на млада генерација сум поборник за по менаџирање со сопственото портфолио и инвестирање во различен тип на фондови. Сепак сметам дека иднината е тука на младите, да имаме и различни размислувања од повозрастната генерација, да не ги ставаме сите јајца во една кошница. Министерке, моето последно прашање до вас. Туркате пред вас 4 годишен мандат на оваа влада. Дали во овој период можете како влада да гарантирате дека и ние како идни пензионери, барем во овој период, и тие сегашните, нашите родители, можат мирно да спијат дека ќе имаат редовна исплата на пензии? Значи, можам да кажам дека Министерството за труд, во чија надлежност е нели политиката, пензиската политика, заедно со владата, нормално, сепак владата е таа што ги последните политики верификува, секако се посветени и се фокусирани на редовна исплата на пензијата, и тоа така го почнавме вечерашниот разговор. Уште еднаш сакам да го кажам тоа, бидејќи е многу важно, значи не само за сегашните генерации, туку и за идните генерации. Значи мора да има еднаквост и праведност за сите во креирањето на политиките, односно да нема никакво доцнење, да биде усогласено согласно пензиите, да си течат исплатите редовно, да се стабилизира фондот. Тоа мора да биде грижа не само сега, туку и во иднина. Впрочем, во тој контекст беше формиран и тој совет во кој што учествуваат неколку министри, баш од тие причини на сета сериозност и посветеност на владата. Секако и ние сакаме еден ден здравје да земеме пензија, нели? Нормално е тоа очекување. Тоа е нашата иднина. Министерке Кучи Петрески, ви благодарам што одвоивте нешто повеќе од час за во ова студио. Благодариме. Вам, почитувани, ви благодарам за вниманието со кое не следевте. Следува вечерниот дневник со колешката Наташа Стојановска. Од мене, довидување.